Да, ова приказна ќе слушате во продолжение. Утринава во студиото имаме еден вистински патник кој не познава граници кога станува збор за авантурата. Со нас денешен гостин е Горан Амадеус Стојановиќ од Куманово, моторџија, истражувач и човек што неодамна сам на мотор помина над 10.000 километри од Куманово до Иран и назад. Во намередните минути ќе ни раскаже како изгледа да се вози, да речеме, рута од 500 километри низ пустина, зошто вела дека Иран е магичен и што најмногу го изненадело кај народот, што ретко го запознаваме надвор од оние медиумски стереотипи. Затоа подгответе се за едно патување низ историја, култура и секако автентична човечка блискост. Горан, добро утро и добри не дојде во Јасака, Македонија, ти благодарам што ја прифати поканата и што ова утро, иако еве вчера вратено од една друга пак рута до Романија, успеа да ни пристигнеш во Скопје. Добро утро, ви благодарам на поканата. Прво да се представам, моје име Горан Стојановиќ, како што рековте, Амадеус. Член сум во мотоклуб Архангел, еден од најстарите клубови на Балкан, во Србија. Се уште немаме чаптер тука, али се надеваме брзо ќе биде и тоа. Затоа имаат представник еден од Балканот, двајца за сега. Кои што имаат што да кажете, што да покажат со оваа приказна, која што еве ни го побуди нам интересот. Секако не секојдневна приказна. Многумина од моторџиите често ќе изберат Европа за рута за возење, но многу ретко, рече се, никогаш не сме слушнали некој да отпатува во Азија. На самиот почеток од Куманово до Иран на мотор звучи како една филмска авантура. Што те натера да тргнеш на едно вакво патување? Прво вака ќе пробам да зборувам литературно македонски, пошто јас сум Слободно и по кумановец дијалект, по кумановски се разбираме, јасно. Јазик е малку така поспецифичен, за да може сите да ме разберат. А Европа имам пројдено цела, али Европа едноставно не ми е предизвик, затоа што Европа е Европа. Сите ние знаеме како е во Европа. А секогаш ми е предизвик Азија. Прошла година бев Грузија, Ерменија, цела Турска, тој азијски дел таму. Прошла година ми беше рекорд, мислам, во километража 45.000 километри по минути. Ова година размислував дали да поминам цела Азија, сите држави, пошто во план ми беше Иран, Афганистан, Узбекистан, Таџикистан, Киргистан, сите тие држави. Ама после гледајќи малку информации, пошто секогаш кога одам, собирам информации. И видов дека Иран е толку убава држава, има толку убави места за постоење, тоа е право огромна држава, голема. И така да реши ова година само Иран да го посетам. Не знаејќи дека ќе се случи нешто, мене ми се тоа случи 2 дена, само што излегов, мислам, така почна после тоа да гаѓат. Ете, Господ едноставно секогаш е со мене, секогаш сум благодарен на тоа. За мене, што за јас сум човек кој нема страв, нема предрасуди, едноставно седнав како да возам до Ниш на мотор и за Иран, па што ми даде Господ. И така да сам, најинтересантно е што бев сам, сите се чудат на тоа, пошто до сега познавам пуно луѓе што имаат посетено Иран од Србија, од Хрватска, од Босна, али секогаш ода во група, да одиш без логистика на таков пат, огромен, и да, пошто во Иран нема, законски не може да биде мотор поголем од 200 кубици. Значи, мој мотор е 1250. И сега, кога влегуваш во Иран, ти треба да знаеш дека немаш никакви делови, значи поддршка, не дај Боже, ако се случи нешто, гума, не дај Боже, ако се случи нешто, немаш и тоа никаква поддршка, значи треба да си спреман на сите предизвици, што ќе следат. Пак ќе кажам, благодарам на Господ, што јас немав потреба од ништо, сето тоа се беше перфектно. И премногу изненаден, знаејќи, прво и друго, доста скапо ме чинеше документот за мотор кој требаше да влегам во Иран, пошто во Македонија не го издадува тој карнет, и праша во Хрватска, рекоа дека само за хрватски возила, и така да во Србија не ми одговори на телефон, и така се решив најдова агент во Иран, што Ти овозможија практично тој технички дел да го завршиш. За да влезеш во Иран, да. За да влезеш во Иран. Сега пред да влезеш во Иран, на граница имаш поминато колку часа и зошто е тоа така? Колку
време траеше тој? Што мислеше практично додека чекаше на граничниот премин за да практично од Па во Иран кога дојдов, јас од пред тоа што собирав информации, знаев дека ќе чекам на граница доста време, пошто кај наив, како јас разбрав, таму многу малку луѓе зборуваат енглески, скоро никој на граница, затоа платив агент кој ќе ме чека и тој се ми вршеше што требаше работа таму, да збори на царина за документи, за папири, да се плати. Чекав некаде од прилике, јас мислам, околу 6 часа или 5 или 6 часа. И тука малку веќе почнав да губам стрпление, Велиш да се вратам назад, да продолжам по друг да. Како да ви кажам, сега поаѓаш со некои емоции, радост и сега одеднаш навлез она малтретирање, али бев упорен, ќе издржам, па што и да е, пошто натамо знам дека ќе е супер. Тие ми тој агент ми кажа, ми кажа тука ќе ти е малку проблем, али затоа после кога ќе влезеш ќе видиш тотално другачие нешто. И стварно кога влегов во Иран бев одушевен. Што беше првото нешто што те погоди, што го почувствува како поинаков светот од она што си навикнет? Народот, луѓето, уште кога влегов, уште на граница, сега службениците кои работат на граница, тие се малку другачи, нив не ги спомнувам, како и секаде, пошто цел ден се со луѓе тука и се име преку глава. Да, треба поинаку да али луѓето кога влегов уште во прв момент, не верував дека постои толку добар народ на овој свет. Секој да те со некој одушевување да те гледа, да застане, да те возиш, те снимаат, те сликаат, те заставуваат. Јас највеќе време што изгубив таму е на сликање. Значи секој сакаше се слика. Не се навикнати на туристи, не се навикнати на странци? Па прво, едноставно, тие немат многу туристи. Јас како што идев на таа граница, тој ден само јас бев, а и како што мислам дека задни можеби недела јас едини бев, а можеби повеќе време. Друго, луѓето не знам, имаат они еден правило, тоа го прочитав покасно кога веќе избегов. Кај нив гостин е нешто свето. И кај да одиш, што е да пробаш да платиш, да земеш, тие не сакат пари да ти земат. Ти си наш гостин. Ти благодариме што дојде да не посетиш. И тоа после покасно го прочитав дека тоа за нив е нешто свето. Значи фамилија нема да има да јаде ништо, никој нема да јаде, али гостинот мора да биде секогаш угостен како што треба. И значи уште прв момент, првиот контакт со луѓето, тоа значи ме фасцинира. И ме мисле дека постои таков народ, али ете, бев стварно позитивно изненаден, перфектно. Во една изјава неодамна од твоето враќање рече дека се што слушаме за Иран е погрешно. Што конкретно од тоа најмногу те изненади? Еве спомена гостопримството на па еве вака сега, ние за Иран сега да не наведувам многу, имаме слушнато многу по-негативно, значи као строг шеријатски закон, жените немаат права, се, како да ви кажам, ги продаваат млади, пошто сум бил и в Афганистан, знам како е, тука да. А во Иран, значи јас мислам, барем ете по моје искуство, во култура и цивилизација се испред Европа. Толку се културни и толку се цивилизирани, сите се едуцирани, сите се школувани, например, Бостан зимам во пустина еден човек продава лубеници, ми сече парче, секогаш во пустина кога ќе видам некој нешто продава или вода, било што застанувам, пошто сепак тока е температура не е како во Севилја 48 Целзиуси, него беше 55. Така да стварно на она температура секогаш гледам нешто освежително. И човекот сега мислиш дека е тоа цело како кај нас, тој само знае на работа нива. Тој ми пишува мене формула за притисок на гради, колку имам ако возам 100 км на час, колку имам ако возам 130 км на час, и тоа стварно ме некако изненади. Знаеш, тој ме прашува која брзина возам, му велам зависи 150, 160, 170, он вика тоа е голем притисок на гради. Ја кажам, јас му велам па имам визир напред. И тој почна да ми пишува формула без обзир на визир, без обзир дали сум во затворен возил, колку притисок на гради, колку јас ќе бидам уморен ако возам 100 км на час. А тоа го прави локален продавач среде пустина? Среде пустина, човек кој работи на нива, произведува бостан и така нешто. Значи, сето тоа и начин на кој живеат,
Значи, сето што знаеме ние дека јас кога појдов пази, немој да гледаш во жени, тука знаеш она, ќе те отсечат глава, таму селато. Значи, врска нема. Милион коментари имав такви пред да помина. Еве, се моментално баш се гледа забава кај што ми правеа во Зенџане ова. И луѓето колку убаво уживаат, таму има една група исто која се забавува, која се весели. Значи, тотално е различно од она што имаме слушнато. Само најверојатно немаме многу контакт со таа држава, па затоа и веруваме во нешто што ќе слушнеме тука. Так. Горан, споменавме пустината, топлото време, дел од неа и рута од 500 километри низ пустината. Како изгледа тоа едно искуство кога си сам, кога е жешко и кога практично си далеку од се? Па од лудост до храброст. Мала е тенка линија. Тенка линија, нема многу разлика. Јас повечко би рекол кај мене е лудост. Значи, кога појдов, не размислував толку на тоа. Не го очекуваш или не размислуваш едноставно? едноставно? Не очекуваш, пошто поваѓаш на нешто што не знаеш. Едноставно, јас имам доста проведено време во тие песчани олуи, во големи температури во Авганистан, например на 60 степена, 55 степена, како тоа се изгледа, можеби тоа ми доста и помогна за ваму за овие температури и оваа рута. Прво, али сепак не знаев точно што е. Кога дојдов со мотор, пошто јас влегов во Иран негде 2000 километри скроз доле, можеби 2600-700 километри јужно влегов. Не отидов до крај на Иран, пошто имаше уште многу, пошто Иран е огромна држава, огромна. И сега гледав, натаму немав нешто што би требало да видам пред се. Стигнав најјужно, мислам дека доле беше Персеполис или Јазд, така нешто, тука некаде најјужно. Кога бев на средина на пустината, некаде тој еден ден имав 500 километри, 500 нешто километри да возам кроз пустина. Мада пустина, мислам дека пустина извозив некаде отприлика околу тие 5000 километри, скоро можеби 3000 километри беше во пустина, се возење цело време. Добро, што те одржуваше во тие моменти, ајде и физички и ментално? Што е оно што ти даваше, да речеме, енергија, што јадеше? Каде спиеш сега? 500 километри, да, ке речеш се 6, 7, 8 часа возење. Па секојаш јас имав направено рута градови кои ќе ги посетувам. Значи, кога влегов, се едино сменив, на почеток мислев дека ќе сум во Базарган, али пошто тоа е град поред граница и сменив во Маку. Многу поубав град, многу посмирен, многу пофино. И секој ден, утре ќе сум во тој град, пошто не може да појдеш само чисто онака вози па што стигнеш. Него имам направено распоред. Сега, за јадење, тие имат изврсна храна. Значи, Турска има позната е по храна, посебно на нас не е позната многу. Ирачани или иранци, не знам како ги ословуваме точно, пошто се слични со Ирак. Така? Тие имат, мислам дека уште повкусна храна. Уште повкусна храна ги е стварно многу преубава. Секаде кај што начекам да кажеме било каде во пустина има места кај што има контейнери некои, 2-3 контейнера, тука продаваат секогаш има вода ладна со лед. Секаде има огромни замрзивачи и полна вода со лед, пошто тие, како приметив, иранци изимаат кршен лед, имаат секаде, паладат оние добоши на авта од кочници, пошто тука кочници само свират, преголема температура, на мотор никогаш не се гасат вентилаторите, ностоп се дуват. Па ностоп дуват, преголема беше. Вистина е тоа дека водата е поскапа од бензинот? Па сега ќе ви кажам, за $1 имате отприлike околу 4-5 литра вода, а околу 40 литра гориво. Навистина, значи. Да, така е. Значи, прв пат кога сипав гориво и сега јас не знам, сменив 100 евра и добив еден куп пари, вака. И пошто 100.000 риали е $1. И сега, кога сипав и тој ми кажува некој тамо 60 центи е 25 литра сипав, и јас мислам дека треба многу, значи, оно спремам некој тие 15.000 или не знам како ли, 7.000, барем викам сигурно вајде $10 ќе коштат тие 25 литри. И тој ми враќа сите пари и ми вика не, доволно е ова и кусур.
Ја викам, какав кусур Глов никад не е био Циција. Нема проблем, цел долар земи, викам. Значи, стварно, тоа е точно. Значи, таму е гориво фактички без пари. Тоа што плаќаш само услуга човекот кој седи таму на бензинска, само таа услуга ја плаќаш некоја си, не знам, а гориво е без пари. Значи, тоа беше еден позитивно изненадување за мене, еден шок, со радост го прифатив, не се бунев околу тоа. Исто така, знам дека таму не се оперира со вистински кеш, односно со кеш пари, туку повеќе тие немат многу допир со кеш, пошто кеш кај нив има доста голема инфлација. Да, тоа се како што спомене, за една банкнота од $100 добиваш тип пари. Платен систем нивен. Нашата картичка таму не функционира. Нивен платен систем имаат. Сите имаат картички. И пак ќе кажам за нивното гостопримство. Дечко од Зенџан ми понуди Хамид Риза, баш име и презиме, пријател ми е на Инстаграм, и тој ми понуди негова картичка да плаќам додека сум воиран, да не менјам пари, негова картичка. Мислам, кај нас некој да ти понуди картичка да плаќаш, малку тоа, мислам, ниво сон не може да се случи. Тоа е нивното гостопримство, али ти имат нивен платен и интересантно е што секој кај нив има читачна картичка. Например, имам таму еден снимак кај што јадам лубеница, човекот што ме снима и има снимано и доле како има два читача за картички. Значи среде пустина. Секој сливи зелени излегол, продава зелени сливи, има читач за картичка. Значи нема некој вајда кога ќе взимаш картичка во банка, ти дава, ти читаш, ти поема, немам, сите има читачи за картичка. Така да они немаат многу контакт со кеш. Како што приметив. Горе, најде малку околу историската димензија пред крајот. Го посети древниот град Персеполис, символот на Стара Персија. Какво е чувството да застанеш, имаме и видео снимки кои што ќе ги видиме, да застанеш пред толку една стара, древна историја? Тоа е неописиво чувство кога ќе влезеш во град илјадници години стар. Вообичаено таму кога дојдов, пошто јас таму влегов со српски пасош, зашто само едино за српски пасош од цела Европа нема виза. Сите други пасоши потребна виза да се влезе за сите. Сега како само за српски немам појма, али до 15 дена не треба виза. И кога влегови сега во почеток се представував од Македонија, па после ајде гледам, не знаат луѓето, вајде немаат слушнато многу, и представував Македонија и Србија. Гледам Србија знаат, најверојатно по тие ратови сигурно таму некаде. И така да, кога дојде во Персеполис доле, и сега поаѓам еден инженер за авиомеханика, и правиме муабет, и сега тој ми кажува, јас зедов тука 2 дена, за да го посетам Персеполис, и тој ми кажува сега како за градот, колку бил убав, колку се било перфектно, се докато дошол Александар Македонски, мада јас знам таа историја. И јас во тој момент кажа, викам, и јас сум од Македонија. И тој промени фаца. Знаеш, што се озбили некој сега, јас викам, сега си помисли како ли ќе изреагирава и што па ми требаше сега да спомнам, пошто сепак тоа вајда ги нешто и сега емотивно го тоа прифаќаат. И тој после почна да исправа, ама не вика ти си од Србистан, викам, па да викам, ама на границу сум, викам ја, тука сум од Македонија, викам на граница. И после тој кога се врати од Персеполис, тој вајда дека малку така изреагира негативно и тој после проба да спушти тензија, пошто рече дека Александар Македонски не е толку крив за тоа што пошто тој го уништил целиот Персеполис, се запалил, потоа што бил многу убав град, дрвен град, и тој се запалил, се уништил таму, вика не е он толку крив колку што е крива Иранка, некоја жена. Тој кога бил многу пијан, по нивно, како тој ми објасни, сега јас не сум бил, па не знам, толку многу бил пијан и прашал некоја жена, вајда била многу убава, персика, што сакаш да ти остварам. И таа му рекла, сакам да видам како гори Персија. И тој нареди се да се запали.
И така да останато се само овие изработувани камења, значи внатре кога ќе влезе, се влезе, значи тоа тешко може да се опише, тоа треба да се доживи. Значи кога ќе влегуваш и знаеш некој град од пар илјади години стар тамо, кога ќе видиш како е сето тоа изработувано, јас мислам и денеска со денесна технологија не би можеле до таа мера толку детално да се изработува прецизно агли, кругови на тие сите работи. Проведов доста време, доста прошетав, мада за тогаш за Белјапа не зедов долги ракави, а сонцето е, не знам што да ви кажам, значи тоа е страшно колку е јако таму сонце. Тоа пржи. И баш на снимак има, кажувам, Александар Македонски, се било добро дека доаѓа Александар Македонски, што барал тука во пустиња поред онаква убава држава, овдека кај нас што стои, остави да отишол таму во оваа пустиња, викам, што барал овдека во оваа пустиња само змии и шкорпии, а оставил онаква убава држава. Али тоа време бајла луѓето, ете, не знам сега разлози. Важно, Персеполис е преубав. На секој препорачувам, ако пошто ова сега што беше, тоа ќе се заврши, ќе се смири. Зборите за за Персија. За секој, на секој препорачувам да отиде да посети, ако може, ако му се, значи не е ништо, таму нема, никој не мора да се плаши. Во Иран си толку ценет што јас се многу посигурно чувствував таму, него искрено си кажам во Македонија, во моја држава. Значи многу посигурно. Луѓето кај да те видат. Не дај Боже, во пустина една застанав како возам по автобан, таму се автобани огромни. Нема патарини, исто тоа е се бесплатно, струја бесплатна, газ е бесплатен, школство бесплатно, здравство, се е бесплатно. Интересантна работа, се е бесплатно. Но сепак луѓето се жалат на слаба економија. Нормално. Во која држава луѓе не се жалат? Така. Еве, да почнеме да ги броиме така, нема да. Секоја држава луѓето, тоа си е најнормално. А е сега. И јас баш со пар од нив, пошто они кажуваат дека лоша економија, не ги одговара, не ги се допаѓа, и јас пар од нив пробав да ги објаснам. Луѓе, викам, кај вас е се бесплатно. Знаете ли што значи да плаќате гориво? $1,50 или $2 гориво да плаќате. 1 литар. А вие овдека возите бесплатно, значи тоа сообраќај е огромна гужва. Сите возат, не платиш ништо. Се ти е без пари. Јадење исто многу ефтино, исто ефтино. И така да на секого препорачувам, ако може, е добро да отиде, многу ќе се помине и ќе види многу нешто. Значи, во Европа немаш, тоа се модернизирано, знаеме историски како што е, али Азија е... Да, негова традицијата. Азија е нешто што знам, нешто тотално друг свет, друга култура, друга цивилизација, друга... Тие традицију, тоа е само разлика, тие се уште ја држат традицијата. Ние, кај нас, мислам дека изгубивме традицијата, тие нешто што... Кај не, се уште се тоа држи традиција. Имат многу убави цркви исто, бе исвахан во црква, да не заборавам, да кажам, пошто полно мисля дека таму некој шеријатски закон забран. Човече, јас се одушевив, значи, колку тоа убаво се држи. После тоа, доста луѓе видов со... Пошто таму, тие се ариевци, како и немци исто, арменци, иранци и швабе, немци, германци или како да ги наречам. Тоа се ариевска крв, раса, да. Тие имат наполно, од таму потекнува тој кукаска, онај орал што го има кај на германците, и полно луѓе видов со кукаскар си стетовиран тука. Муслимане, али, пошто они се шеити, они не се сунити, они се шеити, да, они се 10% у свет се шеити, 90% се сунити, Иран е шеити и нешто тука. Исто бев и во Курдистан, Иран, тој дел што е со курди. Исто, што знам, луѓето беа многу добри. Јас застанав во една таму да земам некој сендвич, гладан бев, пошто ме фати пустинска олуја, тоа е пешчана олуја, температура голема, ми прегреа телефон, не може да ги читам мапите, навигација. И застанав да се оладам и да земам некој лед, да ставам на телефон, да може да се олади, за да може да ги читам мапи, пошто не знам кај да одам. И јас не сум ни знаел едноставно, и тие почна да правим, не знаем многу енглески, неколку пар збора,
и тие кажуваат дека ова е Курдистан и после кога сликам, обично сликам, па погледам доле информација кај се наоѓам и се пишува таму дека е Курдистан во Иран. Исто многу беса луѓето фини, не сакаат да ми земат пари за ништо, само ме праша дали уште треба помош. Немам појма, бајда цел Иран е таков. Некои добри луѓе, не знам. Јас не видим ништо не видим негативно. Горан, за крај, ова беше твојата најголема авантура во твојот живот или веќе размислуваш за следна некоја дестинација? Не, следна дестинација обавезно как. Па размислувам пак Азија, тој дел таму што го неам извозим, да кажемо Ирак, Узбекистан, Киргистан, Таџикистан, овамо Пакистан, Туркменистан, Казахстан и Русија сакам исто да ја извозам, а да Русија не може да се извози. Русија може мете да посветам некои 2-3 недели до овие попознати места, пошто Русија преголема, треба ти 3 години за да извозиш. Так. Али тоа ќе биде најверојатно следната година, така планирам со Божја помош. Тоа ми е, секојаш таму ми е презик и Африка. Мада Африка е доста ризична, тука треба многу добро да се спремам, затоа што во Африка јужно ако се вози некаде доле огромен ризик, не е баш шала таму, а овие држави се сигурни. Азија пресигурни се. Горан, ти благодарам што го сподели ова неверојатно искуство заедно со нас, патување кое не се само километри и патишта, туку и приказна нели за храброст, за љубопитност и за човечка поврзаност.